По завршувањето на вчерашната седница на Државната изборна комисија, на која беа отфрлени сите 57 приговори, поднесени за првиот круг од локалните избори, започна да тече законскиот рок од 24 часа за незадоволните страни да побараат правда во втора инстанца преку тужби до управниот суд. Претседателот на ДИК Борис Кондарко изјави дека сите приговори се разгледани во законскиот рок и дека комисијата ќе чека одлука од судот, пошто повторно ќе заседава доколку има основ за повторно гласање во некој од општините. Ќе бидат изготвени решенија, одлуки на ДИК за нашите одлуки по приговорите во законски предвидениот рок. После приемот на истите, подносителите имаат право на второстепена правна заштита на тужба пред управниот суд. Откако ќе одлучи управниот суд, ние за сите овие општини каде што имаше приговори на јавна седница во наредните неколку дена, зависно од постапувањето на управниот суд, ќе објавиме, ќе излеземе со објавување на конечни резултати. Од 44 општини за кои ДИК ги објави официјалните резултати од изборите за градоначалник, приговорите би можеле да ја променат ситуацијата во 11 од нив, каде што резултатите се уште не се конечни. Тоа се Рачиново, Богданци, Босилово, Бутел, Велес, Газибаба, Кривогаштани, Прилеп, Ресен, Чаир и Чашка. ДИК вчера ги отфрли сите 57 приговори поднесени за првиот круг на локалните избори, 37 се однесуваа на постапка за утврдување и сумирање на резултатите од гласањето, а 20 приговори за самата постапка на гласање. На јавна седница ги образложи сите приговори, вкупно беа, уште еднаш ќе кажам, 37 приговори за резултатите од гласањето, и предходно по предходната точка 6, 20 приговори за постапката за гласање, вкупно 57 приговори, беа во некој од нив опфатени повеќе избирачки места. Сите приговори денеска се одбиени како неосновани, односно дел се повлечени, а дел се отфрлени како недозволени. Според ДИК, ова значи дека во 33 општини локалните избори се завршени уште во првиот круг и за градоначалници и за советници, и резултатите ќе бидат потврдени во законскиот рок. Од вкупно 80 општини во вториот круг на 2 ноември ќе се гласа во 36 и во градот Скопје.